Животниот стандард е во дефанзива, а цените во него пукаат со топови. Повеќе од 2/3 од населението е во крајна неизвестност како да се платат сметките и како да се преживее. Во овие веќе критични денови за животниот стандард, очите на сите гледаат во државата, очекувајќи нешто да се промени преку ноќ. Со ребалансот на буџетот предвидени се средства кои се наменети за антикризни мерки. Појаснуваат од владата, сепак, за каков тип на мерки станува збор и кога тие би биле активирани, никој не знае. Од тука прашањето за граѓаните е што државата за нив треба да направи сега. Они направија веќе што ќе прават, ама треба малку пензиите да се покачат, да се уреда на луѓето да се најде работа, нешто повеќе плата да биде. Што да одпреземат, ајде. Еден штрајк ако прави и другиот прави штрајк. На кого првен да му се помогне? Што ќе треба да им се направат, им се најде работа едно, другото да им дава социјално како што треба. Во моментов, со цел да ја заштити економијата, но и да го држи во кондиција буџетот, владата предизвика незадоволство кај граѓаните и поделена полемика меѓу експертите. Во исто време, во идентични проблеми, но со многу посилни економии, во истите проблеми се соочуваат и останатите земји, а превземените мерки се следните. Од 15 ноември минатата година во Србија се замрзнати цените на брашното, зејтинот, свинското месо, млекото и шеќерот, а ограничувањето на цените беше продолжено за уште 5 месеци. Цените на горивата се ограничени до крајот на месецов. Велика Британија воведе еднократен данок од 25% за нафтените и гасни компании, за од тие пари да им даде по 650 фунти на најсиромашните граѓани, за да може да си ги платат се повисоките сметки за струја. Бугарија на почетокот на мај донесе пакет од 1 милиарда евра за помош на најсиромашните, а владата најави поевтинување на горивата за 0,25 лева, како и укинување на акцизата за природен газ, струја и метан. Франција го ограничи поскапувањето на струјата, а Германија одлучи да ги поевтини горивата и да ги намали цените на билетите за јавен превоз.